Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Пред нас е предлог закон за изменување и дополнување на Законот за народниот правобранител во скратена постапка и истиот е поднесен од група на пратеници, согласно кој се зајакнува улогата на народниот правобранител. Имено, народниот правобранител согласно уставната поставеност и законски определениот мандат е независен и самостоен орган, кој ги штити уставните и законските права на граѓаните, врши промоција на правата и действува како национален превентивен механизам, чија основна задача е превенција од тортура и друг вид на сурово, нечовечко и понижувачко постапување и казнување. Покрај тоа, од владата на Република Македонија добиени се препораки народниот правобранител да делува и како тело за следење на имплементацијата на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лица со инвалидност и факултативниот протокол кон Конвенцијата, како и национален известувач за трговија со луѓе и илегална миграција. Во тој сегмент неопходно е целосно инкорпорирање и усогласување со меѓународните обврски и стандарди за човековите права и статусот на лицата кои работат на полето на нивната промоција, превенција и заштита. Во меѓувреме, со ратификацијата на Конвенцијата за лицата со посебни потреби и другите меѓународни акти, со одлука на владата, институцијата Народен правобранител отпочна да ги покрива овие надлежности, иако со Законот за Народен правобранител истите не беа предвидени. Од тука, со одредбите на овој закон, се инкорпорира надлежноста на народниот правобранител и за следење и спроведување на Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност на Обединетите нации и факултативниот протокол и на активностите кои превземаат сите државни институции на планот на сузбивање на трговијата со луѓе и илегална миграција. Исто така, уште една побитна измена, со оглед на тоа што со постоечкиот Закон за народен правобранител целосно не беа дефинирани надлежностите на народниот правобранител за заштитата на законските права на граѓаните во постапките кои ги спроведуваат лица со јавни овластувања како што се извршителите. Во овој предлог закон се направени измени и дополнувања со кои се прецизирани и зајакнати неговите надлежности во насока на можноста народниот правобранител до овластените предлагачи да поднесе барање за поведување дисциплинска одговорност на лицата со јавни овластувања. Бидејќи не станува збор за обемен закон, истиот нема никакви финансиски импликации и е согласно претходни добиени насоки од меѓународни институции, бараме истиот да биде донесен во скратена постапка. Ви благодарам.